да се насмееме. Да. 17 часот, денес прв пат во денот и велиме добар ден на Јана Есифовска. Добар ден. Добре дојде. Подготвена е за отворените линии кои што денес ке можете да ги имате и од 19:30 Так. и по 22 часот, но тоа не значи дека останува да биде моја скайп пријателка. Така. Поточно заедно да продолжиме да ги правиме интервјуата со наши успешни луѓе со кои што за жал треба интервјуата да ги правиме на скайп. Токму така. И денеска, почитувани, повторно верувам дека ќе го задржиме вашето внимание, бидејќи имаме многу интересен гостин, Горијан Јовановски, креаторот на апликацијата Мој воздух, кој моментално е во Амстердам. Горијан, добар ден. Добар ден. Добар ден. Таму си некаде пред крајот на работното време. Инаку за гледачите уште една интересна информација, Горијан работи ни повеќе ни помалку туку во Booking.com. Но тоа не значи дека треба да го напаѓате ако сакате нешто да резервирате. Но и за тоа ќе зборуваме. Провокацијата Горијан денес да биде наш соговорник беше тоа што пред некој ден се појави еден нов елемент кога станува збор за апликација која што може да ни помогне во откривањето и на загадувачи и на тоа каде има загаден воздух, а тоа го именуваше како архива на загадувачи или подобро мапа на загадувачи, каде што секој може некого или нешто да пријави. Така ли е, Горијан? Така е, да. Значи, архивата се пушти пред некој ден. И целата поента на проектот беше да се агрегираат сите слики кои што граѓаните ги закачуваат по социјални медиуми на едно место за да се добие една поцелосна слика за можните загадувачи низ Македонија, бидејќи секако без државниот инспекторат да ги провери овие места не може да гарантираме дека се, но бар вака се добива една слика која што понатаму Белким ќе се користи за откривање и санкционирање на загадувачи. Што кажува мапата или архивата за овие неколку денови? Па имаме над 70 пријави на мапата од, мислам, повеќе од 6 или 7 града низ Македонија. Така да концентрирано пријавите се во Скопје, да, но доаѓаат и од градови како Струмица, како Битола, како Штип, како Дебар. Така да загадувањето нормално не доаѓа само од едно место, туку е поширок проблем низ Македонија. Да, апсолутно веруваме дека еве и ова апликација, односно потек за мерење околу загаденоста, односно се тоа што се случува е страшно. Но ако се земе во обзир, ајде малку да зборуваме повеќе за Мој воздух. Спомена претходно дека беше креирана оваа апликација во 2014 година и дефинитивно може да се заклучи дека ја покрена свеста кај македонските граѓани за тоа што всушност колку многу е загадено. Да, колку многу е. Како еден програмер, нели, и стана во тој дел екоактивист и од каде оваа идеја примарно потекна? Па, баш тој период јас пробав да научам како да направам мобилна апликација и тотално by coincidence, кажем, тотално по случајност, налетав на податоците од Министерството за животна средина, кој што кажува колку е загаден воздухот надвор. И гледајќи ја таа веб страна, сватив дека не се прикажи на најоптималниот начин кој што е разбирлив за секој граѓанин кој што не е навлезен длабоко во таа сфера, во таа научна сфера. И решив да пробам јас да ги представам како програмер зашто можам да направам апликација или веб страна на еден полесен и поразбирлив начин за секој да може да свати навистина колку е загаден воздухот надвор. Сега не очекував дека после 4 години ќе има токава корисност на апликацијата и мислам дека пред некој ден надминавме над 10.000 симнувања, тоест 100.000 симнувања. Така да, Мој воздух започна како личен проект, аз се надевам дека заврши со некој начин на потикнување на свеста кај граѓаните. Тоа е 2014-та, 4 години се поминати од тогаш. Она што е исто така вредно за споменување дека апликацијата ја правиш додека си се уште во Скопје, пред да заминеш за Холандија и практично ја оставаш овде на граѓаните да ја користат. Колку во овие 4 години, ако го исклучиме ова последното со околу архивата на загадувачи, колку во последните години Мој воздух доживуваше апгрейд, нели надградба, дополнителни можности и така натаму?
Мој воздух секое лето добива различни награди. Мислам, јас константно работам на апликацијата, иако не сум во Македонија и си имам нормално фултайм работа преку ден, зашто тоа ја гледам како моје дете. Така да цело време јас ја надоградувам дали со објавување на полатоците за статистичка обработка на интернет, дали со следењето на дводневното надминување на загадувањето или со додавање сателитски снимки, кој што е исто една така новост во мој воздух, каде што може да се види загадувањето на цела територија на Балканот, без потреба да имаме сензори на земјата, туку да се користат сателитски снимки од Европската вселенска агенција. А мој воздух како би функционирал во Амстердам? Мој воздух всушност е лансирана и во Амстердам, значи и во Холандија. Значи преку самата апликација луѓе може да сменат државата и од Македонија да одберат. Еве ќе дојде некој од Скопје или Македонија во Амстердам, па ќе се ја префрли на амстердамски услови. Што е со тоа да запознаат локалните жители таму како апликација? Така, значи Амстердам и Холандија за среќа не се до толку загадени колку што е загадена Македонија. Значи дека не можеш да ја продадеш таму. Како не, секако види. Мене ми е ја тоа што го споделувам со моите пријатели, велам дека мој воздух има голем број на корисници поради лошите работи кои што за жал ги имаме во земјата. И јас ќе бидам премногу драг да исклучам мој воздух моментот кога воздухот ќе биде чист и ќе нема потреба. Така е. Во тој поглед колку си посреќен што си во Амстердам, а не во Скопје? Особено зимски период. Да, земајќи го загадувањето во предпит, да, секако сум посреќен овде, но нормално мојот живот во Амстердам си ги има позитивните и негативните страни. Секако Холандија има многу што да понуди, многу голем пазар од кај што можам јас да учам и да се надоградувам себе си, но сепак пријателите, роднините и Скопје се дома и тие се назад. Така да секој дел и секоја земја тоеска си има своја предност за живење. Така, кога сме кај твоето образование и малку да ни објасниш како всушност се случи твојата работна позиција во Booking.com до дипломските студии чинам на Финки, па мастер студиите веќе во Амстердам и потоа се селиш нели тамо и работиш во Booking.com, што како што спомена Анета исто така многу интересно, па ајде малку повеќе околу тоа. Така, јас ги завршив до дипломските студии на Финки и решив да го проложам моето образование надвор од земјата, за да искусам како е да се живее надвор од Македонија и да добиам некој друг тип на образование надвор. За среќа, Универзитетот на Амстердам имаше програма која што мене ми одговараше за софтверско инженерство. Ми дозволија да студирам на програмата, така да се преселив овде, поминав едногодишни студии и се стекнав со титулата мастер на софтверско инженерство. И потоа користејќи LinkedIn мрежата, всушност рекрутери од Booking ме најдоа мене. И ме контактираа дали би бил заинтересиран да дојдеш на интервју, да направиме еден краток разговор. Од интервјуто стигнав до работна позиција, веќе 2 години поминаа во септември како што сум вработен во Booking. Имаме интересни детали околу тоа што е природата на твојата работа во Booking? Значи јас во Booking работам како девелопер, како програмер и во исто време сум тим лидер и водам тим од 8 луѓе. Убавото е што во Booking тимовите се структурирани како мали стартап, како мали фирми, кои што ги имаат сите улоги потребни за тие да функционираат независно од другите тимови. Така да секој тим се работи на својот дел од продуктот и може да го развива на начин на кој што тој верува дека е најдобар за нашите корисници, што придонесува до подобро искуство нивно за користење на нашиот производ и за истражување на светот. Так, имаш ли чувство дека мој воздух промени нешто овде? Да, верувам дека мој воздух допринесе до одреден степен на некоја промена. Прво, кај свеста на граѓаните дека имаме проблем. Второ, составање на поголем притисок на надлежните дека овој проблем треба сериозно да се свати, да почне да се решава. Но мој воздух има можност да расте и понатаму. Значи, мој воздух треба да се надоградува со опции каде што ќе помогне и граѓаните да го сменат својот начин на живот, кој што ќе биде на позелен и поздрав. И секако финално да најдеме решение за целото ова загадување и да нема потреба да постои мој воздух. Да.
Сакам што нешто го прашам. Па прво ти. Не, сакав да констатирам дека како што тргнало барем овде кај нас и периодов со загадување во тешко дека конкретно побрзо ќе ја снема, нели, така кажано, апликацијата Мој воздух. Прво уште ќе расте отколку што ќе ја снема. Ова околу архивата на загадувачи или мапирањето, велиш повеќе од 70 пријави во само неколку дена. Имаме ли некакви особености во однос на овие пријави? Што ти остави впечаток? Што е се пријавено во овие 70, да ги наречам, точки низ земјава? Така, значи има различни категории. Има категории кај што се пали ѓубре на отворено, се пријавуваат фабрики кои што се мисли дека загадуваат, се пријавуваат и домаќинства кои што имаат прекумерно загадување. На архивата ги тргаме секако личните податоци од сите пријави, така да не настанува прекршување на законот за лични информации, но за среќа сме во контакт веќе со Државниот инспекторат за животна средина и пробуваме да најдеме начин како може да соработуваме и тие да ги користат информациите од оваа архива за да извршуваат на прегледи на баш на лице место кај што се дадени пријавите и да констатираат дали навистина станува збор за загадувач или тоа е на крајот од денот ти им ја олеснуваш работата на инспекторите. Се обидуваме како граѓани. Така испаѓа, додека некој се јави на телефон или пушти мејл или што е да е, сега постои апликација каде што секој вреден инспектор може да ја симне, да ја следи и да реагира на лице место. Јана, околу апликацијава толку се да го прашаме. Да го прашаме оној интересен момент што пред да се вклучиме во живо ми остави тој духовит коментар, односно фактички вистина околу работата, нели, твоја во booking.com, како што кажа си девелопер, меѓутоа да оној момент дека Ева кажа дека имало ситуации на твоите дома да им се јавуваат луѓе и за да бидејќи нели booking.com за да резервираат, односно да помогнеш ти во резервација дали за некој хотел или некоја соба. Освен на твоите дома, имаш ли ти вакви повици или барања од нашинци? Па да, мислам, кога се реши дека работам во Booking, чат пат ќе добијам некоја таква порека со помош за одредена резервација или помош како да менеџирам подобро мојот апартман или мојот хотел. Секако јас сум тука за да ве насочам кон правилниот начин тоест правилниот човек кој што треба контактираат, тоа е customer support секако во Booking. Но интересно е дека ги добивам од време на време јас и ете моите родители ваквите прашања за Booking. Ништо отвори агенција во меѓувреме, ти биде и полесно. Ете втор бизнес. Така е. Горијан кажа дека често си овде, без малку секое, како ќе му дојде секој 15-16 кафе, да. Ако пие едно дневно, значи секоја втора недела е овде, 15-16 кафе го пиеш во Скопје. Во тој поглед, да, ти недостасува, предпоставувам, но честите посети доволно чести за да помалку се патиш, што би се рекло. Секако. Скопје секогаш ќе остане дом мој, така да кај да идам, јас ќе се враќам. Дали после Холандија имаш план за следна дестинација, можеби работна, животна? Можно е. Значи размислувам, Холандија е прекрасна земја, но се уште се надевам дека сум млад по некои стандарди, имам шанса да го истражам светот, така да дали Азија или Америка би било за мене доста интересно да го дискушам животот и таму, пред да се стационирам на некое место за подлого. Така е, добро. Јас толку ти, ако имаш Јана уште нешто, дека е Горијан на линија? Не, мислам дека во глобала ги офативме оние најважни точки, работи неговото функционирање и ќе чекаме некоја нова апликација. Апсолутно. Па еве и секако посакуваме успех, верувам дека е со архивата. Најбрзо да стигнете до Горијан во Booking.com. Да. Горијан, ти благодариме за ова кратко би рекле, па веќе се претвори во мало интервју. Секако убаво е да те видиме и во живо. Повели во нашата куќа кога ќе дојде следниот пат во Скопје и ќе се видиме. Не сме на мапата од загадувачи, ама можеме да си испиеме кафе. Така е. Ти благодариме уште еднаш и имај убав остаток од денот. Да, поздрав. Поздрав од нас. Доби во меѓувреме информација од колегите во режијата дека нашиот линк кој што го имавме предвидено за овој период од денот ни е веќе во функција.
Ако е тоа така, на линија треба да ја имаме госпогицата Катерина Евго, представник на Паспорт продукција, организатори на фестивалот Таксират. Катерина, добро вечер. Добро вечер, Анита. Се слушаме, нели? Се е во ред? Да. И убаво е да те слушнам вака во вакво издание. Ти благодарам и јас тебе. МКЦ е просторот во кој што буквално за некој час почнува официјално 20-тото издание на Таксират. Таксират, веројатно, многумина знаат, не е само музика, имате и навистина богата програма. Да почнеме со ред што се имаме за 20-ката, па ќе продолжиме со подпрашање. Да, така е. Всушност, официјалната програма веќе е во тек и започна за отворањето на Таксират фестивал. Станува збор за ПИН музичката конференција, која што во моментов се одвива во Кино Фросина со првиот македонски панел, имајќи предвид дека говорниот јазик на конференцијата е англиски, бидејќи е меѓународна конференција која што организираме во Скопје. Во моментов говорниците од македонската културна сцена говорат во Кино Фросина за сите најгорливи теми кои што ги засегаат културните работници кај нас. И можеби во контекст на вашиот претходен прилог би било и убаво да се продискутира за некоја апликација која што ќе го скенира културното поднебје во земјава, која исто така не е баш во некоја завидна состојба, меѓутоа токму и со таков еден повик и со таква една иницијатива ја организираме оваа конференција. А она што ти спомена дека нели официјално музичката програма за некој час почнува, да, така е, се подготвуваме за концертот на доктор Неле Карелич вечерва во 20 часот во денсинг салата во МКЦ и во моментов е тимот и бендот на доктор Неле Карелич се на тонска проба тука зад нас во просториите на МКЦ. Така, денес МКЦ... Тоа е за почеток. Да, денес МКЦ, рековте, дише во ритмот на ПИН музичката конференција и овој вечерен концерт, но тоа е само почеток. ПИН се случува и во наредните денови, но Таксират допрва почнува. Откако ја заокружувате ПИН конференцијата, следуваат низа други настани се до таму некаде 7 декември, ако не се лажам. До 7 декември, Так. до 8 официјално, меѓутоа во МКЦ до 7 декември, буквално секоја вечер со исклучок на 5 декември, така е полесно да се најават датумите што е исклучокот кога нема настан во Младински културен центар. Инаку од денеска па понатаму до 7 декември секој преостанат ден ќе се одвиваат, ќе се одржуваат различни самостојни концерти и настапи во Младинскиот културен центар, самостојни во смисол дека тоа е оф фестивалската програма на Таксират, кога гледаме еден хедлайнер на вечерта, да кажам, со исклучок на 7 декември, кога се случува Лузерфест во МКЦ, како еден предвестник, вечер посветена на најмладите нови имиња во македонската музичка сцена, за потоа да се преселиме во Арена Борис Трајковски на 8 декември, каде што е главната и финална вечер на 20-ката на Таксират. Во однос на она што ни предстојува преостанативе денови од денеска па натаму, значи утре и задутре, веројатно тоа за публиката ќе биде и доволно најинтересно, бидејќи е програма која што се одвива во рамки на ПИН конференцијата со 25 концертни настапи и сите со бесплатен влез на ПИН конференција за сите посетители. Тоа е утре и задутре во МКЦ. А потоа продолжуваат концертите на Страйк, на Рамбо Амадеус настап со веќе еден распродаден, па закажан и втор настап за 4 декември, Киборг со самостоен настап, Ед да Гейтс и Лузерфест кој го споменав претходно пред главната вечер во Борис Трајковски. Така, главната вечер во Борис Трајковски, тоа ќе биде прво искуство, би рекле, на Таксират фестивалот, значи преселено тоа што некогаш беше Скопски саем, со оглед на тоа дека е Борис Трајковски, што ќе имаат прилика посетителите да почувствуваат или видат во Борис Трајковски оваа година. Така е, тоа е една нова локација за Таксират. Навикнати сме во претходниве 20 на години Таксират да го гледаме во Метрополис Арена на саем. Јас уште имам и навика кога го најавувам да споменам и да погрешам да кажам Метрополис Арена, до толку ни стана близок како символ тој простор. Меѓутоа Скопје го нема веќе саемот на располагање за вакви настани, па сега се селиме во Арена Борис Трајковски. А ние имаме баш голем подвиг пред нас, арената да ја трансформираме во еден дух на Таксират, во она што прилега на таква вечер со повеќе од 10 големи музички изведувачи во една ноќ. Тоа значи дека во Борис Трајковски ќе има 3 музички бини,
едната во онаа главна сала која што ни е позната на сите, ја отвораме и малата сала на Борис Трајковски и плюс имаме и Silent Disco како трета помала бина на фестивалот, а публиката секако ќе може да циркулира во целиот тој простор за време на тие 8 часа славје на 20-ката на Таксират фестивал. Што нудите за оваа 20-ка во однос на главната вечер, кои ви се изведувачите, за оние кои што можеби се уште не знаат? За оние кои се уште не ја провериле програмата, да. Ја ќе почнам прво со гостите кои што за прв пат ни доаѓаат во Македонија. Ни доаѓа шведскиот многу популарен и одличен инди алтернативен бенд Мандат Јао. До сега не сме имале прилика да го видиме во Скопје и македонската публика сега ќе има прв пат прилика да ужива во настап во живо на овој бенд. Исто така за прв пат ќе ги видиме и Пендулум од Австралија, кој што доаѓа со нивни диџеј сет во Борис Трајковски. Тоа е некоја новина за Таксират, дека програмата ни опфаќа некако 3 континенти, бидејќи од Соединетите Американски држави пак ќе ни дојде во моментов, нели, апсолутниот светски првак во битбокс, Разел, кој што на скопската публика можеби е познат и како член на славните The Roots, кој што сме имали претходно прилика да ги видиме на Таксират. Од македонската сцена тука се СМАТ, културно-уметнички работници кои што ќе го отворат фестивалот, SAF Sound System и екипата на Trap the Fuck Up. И веројатно еден деликатес за бројните фанови на Новел Вак и нивното гостување на Таксират фестивал. Заедно со морам да ги издвојам како најверните другари на Таксират низ годините и бендот на Passport Production Dubioza колектив од Босна, меѓутоа ги чекаме како на домашен терен. Така, шубаво вака кога има пиар што збори. Да. Јана е до мене цело време и само постојано вели да. Поздрав, Катерина. А ја пробувам да не зборам многу. Да, видовме колешка, да. Сакам да кажам дека Јана е сигурно една од оние фанови на Таксират. Апсолутно. И овие информации, бидејќи е овде презафатена, не верувам дека стигнала до сега да ги пофаќа. Ова беа корисни информации за тебе, ако ништо повеќе. И за крај, бидејќи ПИН конференција е таа која што го почнува Таксират, да, за оние кои што не знаат, тоа е музичка конференција на која што нели може да се сретнат луѓе од сите страни на светот, а се од областа на музиката, а не се само музичари. Значи зборуваме за букери, менаџери, директори на фестивали и така натаму. Нормално одевте со еден куриозитет кој што лепи за уво, а тоа е дека еден од поинтересните гости оваа година вие кој? Да, она што лепи за уво за македонската публика е таткото на Дуа Липа, на славната Дуа Липа, господинот Дукаѓин Липа, кој самиот е професионалец во оваа индустрија, значи менаџер и промотер, директор на најголемиот фестивал во Косово во моментот, Сани Хил. Меѓутоа, секако и како родител на број 1 актуелната светска женска музичка звезда, има што да каже и за незината кариера секако. Тоа е само мал дел, бидејќи ние всушност имаме 100 делегати, точно дека ова е едно препознатливо име за кај нас, меѓутоа повик сите да ги проверат делегатите затоа што сите се врвни во она што самите го работат, а доаѓаат од повеќе од 15 различни земји од Европа, сите во Скопје. Така, не мора да сте професионален музичар за да ја посетите конференцијата, бидејќи има навистина интересни панели и делегати и сето тоа трае во 3 дена. Ако одите на официјалната страница ќе видите и програмата. Катерина, ви благодариме на ова вклучување, ви посакуваме успешен фестивал, бидејќи траете доволно долго, за нас доволно добри причини да ве имаме повторно во нашата програма. Честитки за 20-ката како и да е. Да, честитки и од мене, како и секоја година, никогаш не изнаверуваат. Така е, поздрав од овде. Така, а ние почитувани продолжуваме со програмата, одиме со краток джингл или реклами, така е, и потоа се враќаме со следните гости во студиото. Останете со нас. Да.